Понекогаш сакам да можам да го натерам времето да запре, да застане во моментот каде што сме, такви како што сме. Понекогаш сакам да спакувам куфер, да избегам од овде на автобат, со гласна музика да отворам прозор и да викнам на глас. Не ми треба ништо повеќе, повеќе. Не ми треба ништо повеќе од нас. Ако не може ништо да се промени, што и да е, ние сме си доволни. Ако не може ништо да се промени, само ние сме си доволни. Само ние сме си доволни. Само ние сме си доволни. Понекогаш јас само сакам да сум сама, насамо со тебе, далеку од се што постои и цел свет да го заборавиме. Ако не може ништо да се промени, што и да е, ние сме си доволни. Ако не може ништо да се промени, само ние сме си доволни. Само ние сме си доволни. Само ние сме си доволни. Епак, културолошка иницијатива 5 до 12, идејата беше така 1-2 години, да кажам, тлееше во нашиве глави, нашава имагинација, пред да се реализират. Претходната година, летото 2019, беше првото лето културно, алтернативно, забавно лето, културолошка иницијатива 5 до 12. Го направивме некако на брзина, иако идејата беше претходно 2 години, но додека се стави на хартија, треба некое време, иако, како што кажува самото име, 5 до 12, ние целата работа направивме 5 до 12, а затоа и името културолошка иницијатива 5 до 12, бидејќи кај нас од секоја област се прави 5 до 12. На роден ден од Ристо Лековски на 20 јуни се сретнавме за прв пат со Јован Цветковски и рековме дека како млади ентузијасти кои помагаат веќе долги години во Охрид и во околината, се решивме да организираме културолошка иницијатива 5 до 12 проект кој се занимава со промовирање на младите таленти во Охрид. И нормално со почеток на секој проект започнува со брейнсторминг. Седнавме во шила, на кафе и започнавме со запишување на нашите идеи. Зошто 5 до 12? 5 до 12 во смисла како крајно решение младите да се поттикнат да творат и да излезат од таа настаната комфортна зона меѓу нив и тоа ненормално што веќе стана нормално. Некако почувствувавме дека нема доволно простор, места и да кажам поддршка за младите и иницијативи, платформа каде тие да се изразуваат и да создаваат уметност, затоа одлучивме да го направиме тоа преку оваа наша иницијатива и да ги искористиме сите убави места во Охрид, сите отворени, затоа и на лето, за да може да биде достапно за сите, на отворени локации, на атрактивни локации да се направи, како островче, како скейт парк, не знам, канео, сараиште и такви работи, такви места и да биде достапно за сите, да не се наплаќаат карти, да можат странците, туристите, гостите од земјата и од странство кои што ќе дојдат тука едноставно да видат што можат младите охријани да им понудат и едноставно да се испромовираат и тие
и да се направи една убава приказна. Дел од тие идеи се реализираа минатото лето, но многу од нив останаа во фиока. Затоа оваа година го проширивме тимот за уште 3 лица: Христијан Томески, Димитар Попстефанија и Илија Левески. А оваа година успешно реализиравме 11 настани од различен карактер, од кои имавме 4 различни работилници: работилница за театар заедно со актерот Никола Кузелов, работилница за фотографија со фотографот Ема Велјановска, професор на факултетот за ликовна уметност и организатор на различни курсеви и работилници за фотографија интернационални, односно господинот Румен Кјамилов. Потоа имавме ликовна работилница со професорката Катерина Слатинова, како и работилница за танц. Take it slow, but it's not typical. Нашиот најголеми главен настан ова лето беше тридневното летно кино со автомобили, на кое што 3 вечери дававме различни филмови. Имаше преку 200 автомобили кои што не посетија и без разлика дали ќе има до година корона или не, ние се надеваме дека ќе го реализираме повторно, затоа што беше прво во Македонија од ваков карактер. Моментално имаме започната акција за собирање на стари компјутери, лаптопи и таблети, кои после ќе бидат спроведени на лицата кои не може да си дозвола моментално такви уреди. Акцијата трае до крајот на овој месец. Се надеваме на поголема поддршка за да собериме што повеќе уреди и сите деца кои не можат да следат моментално таква настава да добијат лаптопи, таблети или компјутери со можност за подобра едукација на младите. Ние на почеток од оваа година, на почеток на ова алтернативно лето, со оглед на ситуацијата што беше со епидемијата, не можевме да започнеме со програмата и со низата настани кои ги имавме испланирано да почнат уште од јуни. На почетокот од јуни решивме да действуваме електронски, а тоа го направивме со конкурсот што го објавивме на тема Културата расте со младите, кој потоа ни стана наше мото. Изненадени бевме од бројката на пријавени. Конкурсот беше објавен за 3 вида творби: проза, поезија и ликовни творби. Најмногу бевме изненадени од литературните творби, нели проза и поезија, каде што низ бројните епитети дадени во делата беше искажан гнев. Гнев на младите за тоа што нема доволно можности, немаат каде да се изразат. Ова година, поради моменталната ситуација, наидовме на еден поголем отпор во однос на соработката со институциите, со фирмите, со работници кои можат да помогнат вакви иницијативи. Не само нашата, зборувам и за пошироко, за сите, со што младите ќе добијат една платформа каде што ќе можат да се искажуваат повеќе настани, што нема да биде само, да кажам, турбофолк, него ќе биде нешто што квалитетна програма. Градов е 5 до 12 за МКЦ, значи сега или никогаш е баш, пошто веќе стварно алармантна е ситуацијава и не сме да се оставит да се тој проект така, туку мора да почне од негдека да се градит.
во нашата држава се носат некои закони за млади, без при тоа да бидат прашани, сконтактирани младинските организации кои оперираат во земјава. Гласот на младите не е доволно слушнат. Мислам дека и работите кои се прават во Охрид и за младите, кога некој ќе каже дека ево има за младите тоа или тоа, не е тоа во соодветство со младите, со нивната желба, со нивната креатива, со нивната идеја. Треба повеќе да се даде простор и фокус на тоа што младите сакаат. Треба се прашат младите што сакате вие да има, што сакате вие да правите, каде да го правите тоа. Затоа 5 до 12 се направи токму во Охрид, бидејќи Охрид е град со толкава историја и, како што кажав, културно наследство огромно, кое што треба се негува и на некој начин да се врати сјајот. Ако не го направиме ние младите, секако со поддршка од сите кои што сакаат и можат да помогнат, нема кој. Гледам дека години уназад, не само ова година, не се дава можност на домашни уметници да се изразат од типот на, значи, екзистенцијава и градење на музичка кариера прават преку тезги, што е многу, според мене, неправилен начин на изградување на еден уметник. Па искрено им фали простор, доверба, можност и поддршка, за да може да креира, да презентираат своји идеи, да ви слушнат нивниот глас, да можат да обстанат, да живеат и креираат, да кажам, во нашиот Охрид. Еден од поголемите проблеми е што не му се дават можност да немат простор за изразување. Едноставно, значи, колку и да имат тие талент, нивниот талент останат во фиока и не може да го изстават на површина, затоа што едноставно нема никаква платформа или просторија за да го прават. Значи, ево, имат некои национални институции за тие работи што се надлежни, му барат некакви финанси за да прават проби и такви ствари. Настрана тие млади индивидуалци кои сакаат да се одвојат, кои сакаат да се истакнат, тие немаат платформа каде да ги изразат своите дела, творби, можности, таленти. Тоа бидејќи тие не се храбри, мисля дека нема да добијат таа поддршка. Таа поддршка пред се поддршката од другарите, а потоа и медиумската поддршка. Односно, нема медиумска платформа која ќе се засега само за интересите на младите. Мислам дека во ова време треба и еволуција, а револуцијата без еволуција не постои, бидејќи ја има во самиот збор. Така што револуцијата на некој начин ја почнавме, а со самата револуција мислам дека допрва доаѓа и еволуцијата која некако некаде застана и почна да се враќа наназад. Еволуцијата застана тоа некое еволуирање, особено во културата, бидејќи културата е начин на живот. Не е само културата ако се направи представа, ако се направи, не знам, некој музички концерт, тоа треба да биде во секојдневието на луѓето, особено на младите, бидејќи тие се оние кои допрва, ние сме тие кои што ќе дојдат и ќе треба да го чуваат градот и државата. Така што мислам дека започнавме една добра работа и сакаме да функционираме со сите и очекуваме и поддршка и помош од сите и заедно да го направиме, да биде Охрид повторно да се врати онаму каде што заслужува и да стане еден навистина европски град на културата. Иницијативата е проект отворен за сите младинци кои сакаат креативно да се изразат. Не е сега само време на младите, туку секогаш е време на младите. Затоа гласот на младите мора да биде над 100 децибели. Со револуција до еволуција на културата во нашиот град. Визијата за културолошка иницијатива 5 до 12 е појасна од кога било. Културата расте со младите. Со оваа иницијатива покажавме дека младината секогаш оди до крај и секогаш ќе го истрча својот круг. Не застануваме, само што почна нашиот круг. Оваа година ни се одржа по втор пат културол... Ние на почетокот оваа година, на почетокот ова... се добаре. Да кажам, за жал, не се доволно отворени ниту
од почеток. Каде црпиш инспирацијата за фризура? Добро прашање, но мислам дека е доста очигледно тоа. Тие се тие дрва кои што благодарение на Света Софија можете да се инспирирате и вие.